По обвинителен предлог на Ојо Кавадарци, за прв пат во Основниот суд во Неготино беше донесена пресуда за говор на омраза врз ЛГБТ заедницата. Случајот се однесуваше на јавни коментари објавени на социјалните мрежи Facebook, кои содржаа расистички, но и други закани кон ЛГБТ лицата. Во судскиот процес беа презентирани конкретни докази. Донесе пресуда со која обвинетиот беше осуден на казна затвор од 1 година која нема да се изврши доколку обвинетиот во рокот не стори ново кривично дело. Судот го одредува рокот. Жртвите на говор на омраза можат да поднесат пријави до локалната полиција, до официјалниот мејл на МВР cybercrime@moi.gov.mk, на платформата Red Button, до обвинителството, до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Многу е важно да ги соберете сите докази кои што ви ги нуди моментот. Пред да се избрише коментарот, важно е да направите скриншот од говорот на омраза. Овие скриншоти ќе служат како клучен доказ. Потоа, гледајте да има време, место, датум и линк на скриншотите за да се покаже каде и кога е направен коментарот. Ако има и други лица кои го виделе коментарот, побарајте од нив да дадат сведоштва или да направат своји скриншоти. И ако коментарот може да биде избришан, со соодветно документирање и пријавување, вашата пријава се уште може да биде успешна и сторителите на говорот на омраза да се соочат со соодветни последици и казни. Невладините здруженија играат значителна улога во спречувањето на говорот на омраза на социјалните мрежи. И важно е да се пријавуваат случаевите во соодветните институции за да не бидат отфрлени пријавите, а подоцна, ако бидат отфрлени, соодветно да се реагира со правни лекови.